Пратениците од власти и опозицијата ги кршеа копијата во собранието на темата мигранти. СДСМ, иако најави, утре се очекува да ја поднесе резолуцијата против прифаќање мигранти со која ја обвинува власта за национално предавство. Власта со контрарезолуција со осуда дека опозицијата шири дезинформации и манипулира со јавноста. Пратеникот од ДУИ, Талат Џафери, побара да се отстрани од дневен ред резолуцијата на власта за осуда на опозицијата. По чему тогаш точката 3 после 14 години да се продолжи мигрантската криза, ако веќе Фронтексот договорот е потпишан со Европската Унија? Пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски од собраниската говорница обвини дека се прави цензура врз опозицијата. Тоа е резолуција која што, замислете, резолуција за осудување на опозицијата. Тоа до сега не се случило во парламентарната демократија. Колку и да е кревка таа демократија, ќе разбере ваков предлог во 90-та година. Во 2025 година резолуција со која што се осудува опозицијата апсолутно е неприфатливо. ВМРО ДПМН во контрарезолуцијата тврди дека се шири дезинформација и дека државата останува цврсто против нелегалната миграција. Е да го исправам неточниот навод на колегата Спасовски, а тоа е дека резолуцијата е за осуда на опозицијата. Не. Резолуцијата има точно име и тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција, со која што сакаме да ставиме точка на ова лудило кое што го предизвикуваат помеѓу граѓаните во изминативе 10 дена и повеќе. Темата за мигрантите е во фокусот на македонската јавност, откако во програма на британската телевизија Great Britain News беше емитувана дискусија во која новинари и гости зборуваа за можноста мигранти за кои Велика Британија нема правна основа да ги задржи или врати во нивните матични земји, да бидат пренасочени кон Македонија како работна сила, а за истата проблематика пишуваше и Британски сан.